Кризата ги дигна цените највисоко досега, но некои основни артикли сега се продаваат од скапо поскапо. Меѓу другите, статусот само за гледање го стекнаа кашкавалот по цена од 620 денари, јунешкото месо 520, путерот президент 150 денари за 200 грама, а на добар пат кон нив се и мешаното сирење со ментална цена од 360 денари, куленот со 500 денари за килограм и некои други артикли. Огромен процент граѓани веќе кај нив поминуваат без да ги погледнат, бидејќи да ги купат не им паѓа ни на крај памет. Сите од ред, синче, од паштета до се, синче. Сирење, кашкавали, тоа, зитини ли сакаш, макарони ли сакаш, се е качено. Сите артикли, млеко, ама се. Со месното, се. Нема нешто да не е качено, брашно, абе се. Секој ден се нови разли во цени. Во морето на сите покачувања трапезите се посиромашни и сега сите калкулации водат кон преживување. Список не правам, синче, гледам која, ако има ефтинко ќе купам, ако нема, излезам си. Шо ќе правам, синче? Лебо скапи исто. И шо да правам? Не правам, гледам, ако ми фане сапоарно, ако не зијам ништо, излезам си. Шо ми треба? Список. Некојаш правам, некојаш забравам, па се врнам па. Дека луѓето бараат се поевтино и помалку, тврдат и трговците. Према скапијата оди и цената секој пат. Луѓето кои дојдат, они се сакат поевтино, поубаво, а квалитето си го прави својата цена. Ако е поскапо, помалку земат и да речем помалку јадат, ама јадењето не се штеде, мора да се јаде. Рефлексната реакција да се купи поевтино неретко е причина на пазарот да се понудат крајно неквалитетни производи, но и такви со изминат рок на траење, кои граѓаните често и сами го прифаќаат. Тоа треба да внимаваме посебно онаа храна која што не се термички обработува дома, како што се млекото, киселото млеко, јогуртот, значи месото кое што е полуподготвено или сувомеснатите производи. Некогаш не можеме да ја препознаеме храната, има сочувано како добар вкус и мирис, а некош се и гледа. Значи ако има мувла, ако нешто мириса, ако е лигава, ако има променета боја, па дури и да е во рок, ако е сменето нешто од ова кој што го кажавме, треба да не се консумира. Скапото да се замени со поевтино и очигледно понеквалитетно е веќе пракса која сите маркети веќе ја идентификуваа, па така на пазарот се појавија алтернативни артикли со пониски цени, намалена грамажа, но и нови производители.